Цел град Гостивар беше отруен. Над 4000 луѓе се соочија со здравствени последици од загадена вода. Над 50 населени места во Македонија се отруени со загадена вода. Народот со своето здравје ја плаќа цената. И никој од власта не одговара. Како е ова можно? 4 недели Мицковски и Клековски си играат со здравието на жителите на Гостивар. И 4 недели граѓаните на Гостивар немаат пристап до чиста вода. Сега ќе се чека до 20 август за да се соопштат резултатите од анализите на водата за пиење во Гостивар. До тогаш граѓаните се оставени сами на себе во неизвестност и страв за сопственото здравје. Во грч да не се појават нови болести, нови последици по нивното здравје. Тврдеа дека водата е технички исправна. И тоа само затоа што Мицковски рекол дека е исправна. Не анализите, туку Мицковски. Никогаш не беше објавен извештај, анализа на водата и подпис кој одобрил техничка вода. Министерот за полиција, Тошковски, се занимаваше со хиперхлорирање и им порача на граѓаните да ја пуштат водата да истече од чешмите. Директорот Стојанче Ангелов потврди дека има опасна бактерија во водата. И додека народот страда, тендер патриотите профитираат со бизнис делки од 100.000 евра за вода во Гостивар. Нема поголем скандал, ниту поголема неодговорност од ваквото поигрување со животот на граѓаните. Ова веќе не е само криза, ова е здравствена катастрофа. Тотален хаос и распад на институциите и одговорност мора да има. Доста молчи јавното обвинителство. Мора да реагира веднаш. Мицковски, Клековски, Тошковски и сите инволвирани мора да одговараат. Ова е неодговорност и свесно загрозување на здравието на граѓаните. Ова е свесно труење на народот.